Откако пиперките добро ќе се испечат, излупата потоа и измелот, следува приготвувањето на крајниот производ ајварот. Целата постапка и не е баш така лесна. Оние кои го прават велат дека тоа одзема цел еден ден. Охриѓанката Катерина Василевска вели дека е потребно време и доста работа за да се стигне до крајниот производ. Од сабајлето од 8 да речеме часот до вечерта до 8 сигурно. Една тура на ајвар. Мене ми е печењето најтешкиот процес, ги изгорев рацеве и затворањето на теглите. Катерина покрај за домашни потреби годинава почна да прави ајвари за продавање, но вели дека се излегло сосема случајно. Сега имав 20 тегли плюс и реков да објавам на интернет, можда некој ќе сака да купи, си ставив цена која што сметам дека е соодветната. И наместо 20 тегли ми нарачаат 200 тегли во помалку од 24 часа. И реков на мајка ми, ова е што да правиме, ајде да работиме и еве, една недела не сме станати од тука. За производство на ајварот користи домашни пиперки од бавчета во нејзиниот двор, иако до минатата година вишок од пиперки ги давала на пријатели и роднини. Вели дека од ова може добро да се заработи ако сериозно се свати работата. Цената на една тегла достигнува и до 5 евра. Дава заработка според мене подобра него да работам во фабрика, подобра него да одам на митинзи за некоја партија, да висам на некоја државна досадна позиција, да апсолутно дава поголема заработка. Е сега работа, мора да се работи. Брзиот начин на живот и немањето доволно време е причина што се помалку луѓе се одлучуваат сами да си направат ајвар, па го купуваат. Има многу луѓе, особено помлади што се на работа, што не може да направат. Навистина овој капитализам, кој воопшто капитализам ги цеди луѓето, им го зема цело квалитетно време. Но животот назима на секое македонско семејство и да не може да се замисли без овој специјалитет. До таков заклучок дошла и Катерина. Па од овие нарачки што ги гледам, да, значи луѓе за 2 тегли доаѓаат да ги земат до тука за 2 тегли од што им е кејф. Мислам дека македонците сакаат ајвар, знаат да препознаат добар ајвар и не желат пари за ајвар. Така да во оваа криза ништо не можеш да продадиш, ајваров оди ко елва. Со цел пак да се добие меѓународна репутација, македонскиот ајвар од 2010 година е заштитен и на меѓународно ниво, согласно Лисабонскиот договор за меѓународна регистрација на географските називи. Со впишувањето во меѓународниот регистар тој ужива заштита во сите земји членки на овој договор. Од Државниот завод за индустријска сопственост велат дека за територијата на Република Северна Македонија, како трговска марка од страна на наши производители, заштитени се 8 трговски марки, кои го содржат во себе зборот ајвар. На меѓународно ниво од страна на наши производители има една заштита. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.